После долги години живуркање, Ланча ја чека светла иднина. Тоа гордо го изјави првиот човек на марката Лука Наполитано, представувајќи ги плановите за враќање на легендарното име на местото кое заслужено му припаѓа. Базирани се на 3 столба: одржливост, фокусирање кон купувачите и одговорност, и предвидуваат 3 нови модела со кои треба да се покријат 50% од пазарот. Прв во 2024 година ќе пристигне наследникот на Y, кој единствено е заслужен за досегашниот опстанок на марката. Во оваа форма изненадувачки успешно се продава од 2011-та и е бестселер на домашниот пазар. Идниот модел, кој ќе биде достапен во хибридни и електрични варијанти, ќе биде во блиско сродство со Peugeot 208 и Opel Corsa, а веројатно ќе се произведува во Шпанија. Како ќе изгледа ќе дознаеме за неколку месеци, кога ќе биде представен концепт со кој ќе се најави идниот дизајнерски јазик на марката. Се споменуваат осветлени маски и ентериери со рециклирани материјали, ретроинспирирани со иконските модели од минатото. После Y во 2026 година ќе следи кросовер кој ќе го понесе историското име Аурелија. Тој исто како и наследникот на Делта планиран за 2028-та ќе биде електричен, бидејќи до тогаш Ланча повеќе нема да продава возила со класични мотори. Што се однесува до бизнис стратегијата, компанијата ќе развие дилерска мрежа во 60 на големи европски градови, а се очекува барем половина од продажбата да биде онлайн.